И време е за вториот гостин во студио, кој што веќе е позициониран заедно со мојата колешка Оле. Големо добре дојде за Дарко Шекеринов, советник за личен развој. Темата е самодоверба, која што да ја имаше во апотеките да се продава некаде на кило, мислам дека секогаш ќе беше во дефицит, Дарко, така не е ли? Ке фалеше. Да. Благодарам за најавата, благодарам за тоа што ме поканивте. Прекрасно ми е да бидам гостин во. Дали може на почеток да ве понудиме со нешто од нашето скромно бифе, може би некое кафе од апарат? Може, да. Со шекер или без? Без. Без. Одлично. Одлично ќе ни дојде во разговорот, бидејќи имаме сериозна тема, нешто на кое што може би сите треба да обрнеме внимание, тоа е како да изградиме самодовербата за да бидеме поуспешни, посмирени личности. Дарко, ти си советник по личен развој, магистар во оваа област, но и човек кој што веќе 10 години држи вакви работилници и предавања за развивање на нашите сограѓани, зборувам на различни теми. Денес одбравме тема која што е навистина многу потребна, а тоа е како да изградиме самодовербата кај во себе прво. Во себе, да. Дали како општество сме можеби луѓе со ниска или висока самодоверба? Како во Македонија, мислам дека, пошто и повеќе работам со клиенти од странство, сметам дека луѓето имаат потреба да ја развијат самодовербата. Извинете само. Јас мислам дека самодовербата е навистина една компонента која што ни е потребна на сите нас. И дали таа се развива од мали нозе, значи дали кога ги воспитуваме децата, треба да влијаеме како родители? Секако самодовербата се развива од искуството и од најраната возраст, таа се гради со текот на времето. Меѓутоа, сакам да истакнам дека самодовербата не е фиксна категорија, туку таа е динамична и постојано се менува. Се менува преку нашата активност и преку искуството кое што го добиваме во текот на работењето. Исто така сакам да напоменам, што е многу битно, да се направи разлика. Ние многу често генерализираме, кога ќе кажеме немам самодоверба, меѓутоа тоа може да немам самодоверба во одредена област, а имам самодоверба во друга област. Заради тоа секогаш е битно кога дискутираме на самодовербата, да кажеме точно во која немам самодоверба, во која област. И откако ќе направиме проценка и доколку сакаме да развиеме, да се стекнеме со искуство, да се насочиме во областа која што нели каде што сакаме да развиеме. Во што најчесто немаме самодоверба? Тоа е различно кај секој поединец. Кај секој поединец е различно. Меѓутоа еден пластичен пример да земеме нели за ако сакаме да развиеме да направиме промена на навиките и да развиеме да кажеме дневни рутини. Сега нели сите можеме да го направиме тоа, меѓутоа често се викаме немам самодоверба, не сум доследен на тие активности кои што ги правиме и тука ни треба малку и поддршка. Која е причината поради ниската самодоверба? Како што значи има повеќе причини. Едно е развојот, како што кажавме, развојот во детството. Тоа е можеби најважно. Тоа е најважно. Многу се битни пораките кои што ги примаме од околината. Претежно тука доаѓаат од авторитетите. Да кажеме родители, наставници, врсници околината со кои што се дружиме. Нели ако они ни упатуваат охрабрувачки пораки дека можеме да направиме, ќе се развиеме во друга личност, другшија би било доколку се не упатуваат, не можеш да направиш, треба не споредуваат со другите и све тоа влага во нашата потсвест и понатака се одразува во нашето однесување. Меѓутоа исто така тука значи доаѓа преобратувањето. Значи кога ќе станеме свесни дека ние уствари можеме, дека тоа се пораки кои што сме ги примале од другите, дека не се наши пораки и дека иако започнеме да се нели охрабруваме себе си, да стапуваме во активности кои што може да не изградат самодоверба и тогаш нели започнуваме да работиме и ја градиме самодовербата.
Имате таков случај, сигурно имате, Да. во кој што луѓето пораснале во тој сегмент и ја изградиле од ниска висока доверба? Да, имам, Само кажав да само довербата. Кажав на почетокот јас се занимавам со оваа дејност 10 на години. Од 2017, значи 9,5 некаде. Работам со клиенти претежно онлайн. Меѓутоа наскоро ќе почнем да имаме со физичко присуство, го спремам, нели, просторот кај што ќе одржувам средби, тоа е за клиенти кои што се од Македонија. Меѓутоа, изминативе години работам со клиенти кои што се од странство и имам клиенти со кои што работам, да речеме, 6-7 години, кои што имаме почнато од пред короната и се уште работиме заедно. И имаме постигнато големи резултати. Они кога дојдоа првиот пат, кога ме конкретно за еден клиент кој ме запозна првиот пат, значи он беше човек со ниска самодоверба кој што не се пројавуваше многу на начин на кој што сака да се пројави, заради тоа што имаше негативни уверувања за себе си. Меѓутоа, во текот на разговорите, на средбите кои што ги имаме, нели го даваме еден друг аспект да ги погледне работите и да работи на своите уверувања, така да ако направам споредба, тогаш во денешно време пошто уште работиме, има направено голем напредок, големи промени. А постојат ли луѓе кои што се самоуверени, а со ниска самодоверба? Постојат луѓе кои што се самоуверени и со ниска самодоверба, значи тоа е може да се разгледува на неколку начини. Може да се, значи тоа може да биде како одбранбен механизам, на тој начин да ги покриваат, значи, своите сомнежи во себе и да се сомневаат, да ги одбиваат, да не сакаат да ги завршат работите, меѓутоа се прикажуваат другше. Тоа може да биде од влијанието од околината, како се научени, дека се научени на тој начин да се представуваат. Така, кога сакаме нешто да постигнеме во животот, например, имаме некоја цел, некоја мајка, да речеме, да направи инвитро, нема самодоверба и не знае дали ќе успее тоа. Или пак можеби на некој проект да конкурираме, меѓутоа се плашиме да го направиме првиот чекор. Зборувам за во кариера. Да. Како да си влееме во себе, нели, доверба самите на себе и да си речеме добри сме, ќе успееме? Имате некој клуч за успех? Значи, ја водам индивидуални средби со луѓето и секогаш, значи, ја настојувам да, кога ќе седнем, значи, моја препорака е да се разговара со некого. Значи, ние сакаме да направиме самите, меѓутоа потребна не е малку и стручна поддршка, каде што ќе истражиме од каде потекнува тоа проблемот. Стравот, несигурноста, нели? Многу кај нас поготово е многу присутен тој перфекционизам. Значи, сега, ако конкретно кажете за учество на проект, јас сакам да учествувам на проект, треба да аплицирам, меѓутоа се плашам дека нема да успеам. Меѓутоа човечки е, нели, човек и да не успее. И сето тоа не обрашка. А што ако успееш, па? Точно, и сега, значи, ние тоа што го во гешталтот се нарекува проекција, ние проектираме. Значи, уште не сме аплицирале, значи првиот чекор, нели, треба да седнеме, да припремиме документи, ние одмидеме у другото и се блокираме себе си, не се изложуваме, не преземаме акција. Што треба тука да направиме? Чекор по чекор? Чекор по чекор. Значи, сега целта ми е да, ако збориме за апликација на проект, целта ми е да аплицирам на проектот. Најпрво треба да припремиме документи и потоа, значи, да бидеме како луѓе, многу сакаме да истапиме во тоа што го познаваме. Меѓутоа треба да бидеме спремни дека не сегогаш можеме да бидеме присутни во познатото. Така аплицираме некаде, очекуваме, може ќе не примат, може не. Ако не примат нашата апликација, ворете, значи имаме искуство, можеме да анализираме каде сме сгрешиле, како можеме да го подобриме тоа. Така да не се разочаруваме од првиот неуспех, односно да бидеме упорни. Да, да бидеме упорни, меѓутоа и тоа што го кажете, не се разочаруваме од неуспехот. Неуспехот е дел од човековиот живот, значи треба да го прифатиме, не е секој секогаш
успешен. Меѓутоа со повторување, со тек на време стануваме поуспешни и така се гради самодовербата. Посамоуверени. Самоуверени, да. Во било која работа, кога започнуваме во нешто да работиме, нормално искуството се го прави, односно не искуството се го прави своето. Точно. Со текот на времето стануваме се подобри и подобри и треба да му дадеме, предпоставувам, на времето шанса. Треба да му дадеме шанса на времето, така и да не очекуваме дека ако не се занимаваме во одредена дејност, ако немаме информации, не можеме ние да очекуваме дека одма ќе станеме професионалци. Меѓутоа, можеме да поставуваме мали цели, кои што се полесно остварливи и како ќе го остваруваме целите, да се добиваме повеќе самодорба, дека ја можам, тоа сум го направил, и да се движиме понатака. Исто така е битно да кога почнуваме некоја нова дејност или нешто ново што сакаме да го направиме, да го користиме нашето претходно искуство. Например, јас парафразирам, јас сум успеал во таа област, имам тоа искуство и кога сум почнал исто сум немал познавање, меѓутоа со тек на време сум постигнал. И тоа знаење од претходното искуство, значи пак ќе почнам нешто, пак ќе му дадам време, значи ќе има препреки, да, меѓутоа имам можност да ги способност да сумираме, да не се плашиме, да си го користиме искуството и да поентираме на мали цели за да дојдеме до онаа главна цел. Каде може да ве најдат сите оние што сакаат да добијат искуство од вас, односно предавања или сеанса? Да, значи се рекламирам онлайн, имам Facebook страница Личен развој Дарко. Така на таа страница може да ме контактираат, да ми пишат порака и да може да се јават во Алфа и да добијат ваш контакт за да ве исконтактираат. Многу ти благодарам, Дарко, што беше дел од утринската на Алфа. Верувам ке на друга тема наскоро ќе се видиме повторно во студиото. Уште еднаш ви благодарам на поканата и ќе се видиме во друга прилика. Да. Благодарност и во моје име, на целата екипа.